Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Постои ли начин трајно да го елиминираме диоптерот? Ке имаме ли потреба за очила или пак контактни леки доколку направиме лазерска корекција на видот? Доктор Фанка Гилевска, специјалист офталмолог од Систина офталмологија, е гостинка во студиото на телма и таа ќе ни појасни се за лазерската корекција на видот со која што би можел да се отстрани диоптерот. Добре ни дојдовте во студиото. Ви благодарам за поканата, секогаш ми е пријатно овде. Постојано слушаме поими како што се диоптрија, кратковидост, астигматизам, цилиндер. Ке можете ли да ни ги појасните оние што најчесто ги слушаме? Еве да започнеме од тоа што е диоптер. Има ли различни видови на диоптрија? Па вака, диоптрија представува, викаме ние уште, рефрактивна грешка. Тоа е, значи окото е еден рефрактивен систем. Имаме оптички дел, леки напред во предниот дел на окото и тие прекршуваат светлината која треба да прекршена ја се формира една слика на ретината во задниот дел на окото. Кога должината на окото не одговара на тие прекршувања во оптичкиот систем, тогаш сликата се формира пред или зад окото и тогаш имаме некаква рефрактивна грешка или имаме матна слика. Постојат плюс диоптрии, минус диоптрии, цилиндерот исто така е диоптрија. Пациентите често викаат имам и цилиндер како нешто посебно. И тоа е еден вид на диоптрија. Цилиндерот е диоптрија која е резултат на една асиметричност на окото. Ако го гледаме окото како е топчесто, всушност цилиндерот е кога окото на тој пациент е елипсовидно малце. Па едната кривина и другата не се еднакво стрмни. И во тој смисол, разликата меѓу тие две го прави цилиндерот. И тогаш гледаме позаматено? Да, гледаме позаматено и ни треба диоптрија во цилиндер. Некогаш користиме термини далековид, кратковид. Всушност тоа се така народски термини. Диоптријата може да биде плюс или минус. Плюс диоптрија е кога грешката на окото е таква да окото е помало отколку што треба да биде, па се обидуваме со леќаво плюс да ја сликата повлечеме малце од позади окото кон ретината. Значи малце појака да биде диоптријата во плюс, додека минус е кога окото е подолго. Викаме, должината на окото е 1 милиметар подолго око се 3 диоптрии. И сега тоа толку многу значи за едно око 1 милиметар да е пократко или подолго. 3 диоптрии. Сите тие диоптрии, тие може да се коригираат со научари, леки, лазерска, други методи. Поентата е дека генерално луѓето од најмала возраст, од деца, до некаде 40-42-3 години имаат некаква диоптрија, плюс, минус цилиндер. А она што доаѓа после 40 и некоја година, старечката диоптрија, старечка далековидост. Да, ја вика далековидост, всушност тоа е еден додатен плюс диоптер поради неможноста на окото да ги користи веќе своите мускули и да ја менува својата рефрактивна моќ, да ја менува својата диоптрија. 45-та година кај сите се случува? Кај сите се случува. Нема исклучоци. Нема исклучоци, само исклучоците се дали кај некој ќе се случи на 42, а на некој на 48. Но кај сите се случува. А кој е кандидат за очила? Кому препорачувате контактни леки? Па очила, кога првпат ќе ни дојде на преглед едно дете кое има одредена диоптрија, сме ја откриле, препорачуваме очила. Очилата се основното рефракциско помагало. Сите луѓе можат да носат очила, освен оние кај кои диоптријата на едното и другото око е многу различна. Ако е таа многу различна, тогаш очилата стануваат неудобни. Око по око видот е добар, ама заедно сликата е многу чудна. Претпоставам и естетски дека ќе има естетски баш едното око ќе биде големо. Но проблемот е во праксата дека кога одат сликата е необична, не може да се спои сликата. И за такви разлики секогаш препорачуваме леки, ако станува збор особено за помлада популација, со цел да двете очи бидат максимално коригирани, да немаме на едното око диоптрија, а другото да седи без диоптрија, бидејќи на тој начин организмот ќе преферира да гледа со едно око, кое гледа, и другото око со време ќе стане помрзливо. Ќе изгуби од својата моќ на оштро гледање. И од таму доаѓа од раната возраст, кога едното око така останува мрзливо, е таа амблиопија или мрзливост, која за жал после 7-та година тешко се коригира, а после 17-18 година веќе речиси никако не се коригира. Затоа некои дечиња носат очила и прито едното око им е покриено? Точно затоа што се обидуваме
го покриваме, викаме здравото, го покриваме по доброто око, за да гледа со ова што не го преферира, како со лева рака. Во тој смисол гледа со тоа да се труди, со цел да го навежбаме видот и на другото око, да кога ќе ги отвориме двете, еднакво ги користи. Со текот на годините, очите стануваат посуви, па оние што носат контактни ленки се соочуваат со проблем. Исто така, тие што долго време седат пред компјутер и работат, се соочуваат со сличен проблем, со сувост на окото. Исто така лицата што водат активен живот, па не сакаат да носат очила и контактни ленки, се прашуваат има ли начин трајно да го елиминираат диоптерот. Па има ли? Да, има начин. Сега живееме во време, веќе 25 години и повеќе живееме во време кога има начин. Првата лазерска корекција на диоптрија е направена 89 година. По тогаш навака веќе према некои пресметки околу 25 милиони луѓе се оперирале. Кога би ги поредиле по што е здраво за окото, наочарите се на прво место како едно наједноставно помагало, ако немате голема разлика во диоптријата. И сега на второ место, меѓу лазерска корекција и леки, се повеќе преферираме лазерска корекција на диоптрија отколку леки. Луѓето леките често пати ги носат на еден многу нездрав начин, многу агресивно. Ставаат бајле, ги вадат пред спиење, тоа се повеќе од 12 часа. По некој се случува и да заспијат со нив. Тоа е уште полошо. Да задремат. Да, некогаш дури и во оптика им велат дека може да се спие со леките. Им велат исто така и дека леките на кои пишува дека се месечни леки можат нема гајле да се носат 3 месеци. Тие се недозволиви исклучоци, недозволиво е тоа. Пациентите тоа го прават и они немаат проблеми и мислат дека е тоа во редно. Меѓутоа, една потешка инфекција може сериозно да им влијае на видот, неповратно да изгубат дел од квалитетот на сликата. Но добро, моментот е дека на очарите се на првото помагало, ама на второ место лазерот некако го преферираме. Баш поради ова носење на леки што комбинирано со стилот на живење, компјутерите, седиме во затворена просторија со сув воздух, се грее, се лади, климатизерите. Немаме навики да ставаме вештачки солзи. Воздухот е загаден, на леката се лепат честички различни кои тешко се испираат преку ноќ кога ќе ги ставиме леките во кутивче да се чистат. И сето тоа резултира со една хронично патење на окото. Со лазерската корекција имаме еден процес во кој што ние решаваме диоптријата и потоа пациентот веќе нема таков тип на проблеми. Ќе ни појасните детално во текот на емисијата како се изведува лазерската интервенција, а кој се може да биде кандидат за една ваква лазерска интервенција? Па кај нас односно корекција на видот. Со оглед дека ние како оддел сме рефрактивен оддел и тука влегува сите рефрактивни грешки, сите возрасти. Секако збориваме главно за возрасти над 18 години. Децата ги третираме во посебна група. И сега, сите оние што имаат диоптрија, можат да дојдат на преглед на кој ние ќе утврдиме дали сте кандидат за лазерска корекција на диоптрија или не и ако сте супер, ако не сте, зашто сте кандидат? Секој пациент, секоја диоптрија е кандидат за нешто. Она што не спаѓа во групата на лазерска корекција, може да се имплантираат некои леки, факични леки, интраокуларни леки, мултифокални леки различни, со кои што исто така би ја коригирале диоптријата. Она целна група за ласик, генерално, се возрастната група од 20 до 40 години како идеална возраст, со некоја диоптрија во минус или плюс, не екстремна, значи од минус 1 до минус 7, цилиндер до минус 6, плюс 6 и тоа е тоа. Лазерот оди понатака, ние во кај одредени кандидати кои имаат дебела рожница, значи имаме материјал за со лазерот да ја моделираме, можеме да тргнеме и минус 10 диоптрии, и минус 12. И тоа потребни се одредени услови да ги исполнува тоа око. Али како идеални кандидати се оваа група на возрастни од 20 до 40, некој умерен минус диоптер или плюс цилиндер и тоа е тоа. А се што не спаѓа тука, веднаш станува кандидат за некоја друга метода. Друго. А дали има некои здравствени состојби кои што се ризик фактор за лазерската корекција на видот? И тука еве да разјасните една дилема.
Првата вистина или заблуда во денешната телма амбуланта гласи: лицата со дијабет не може да прават лазерска корекција на диоптерот. Дали е ова точно или не? Не е точно, да, тоа е заблуда. Постојат болести кои се контраиндикации за лазерска корекција, релативни или апсолутни. Ги викаме релативни се кога всушност не е во моментот кандидат, меѓутоа може да стане кандидат откако нешто ќе поправиме, и апсолутни кога не е кандидат и со тоа завршуваме со лазерска корекција на диоптрија. Лицата со дијабет не се ни во едната ни во другата група. Генерално, значи, ние кога правиме преглед за лазерска корекција, ние секогаш испитуваме пациентот дали има други болести, дали пие лекови, како се контролирани. И сега ние, ако имаме лице со дијабет, кој има лоша контрола на гликемијата и има промени на очите, во смисол на болест, дијабетичка ретинопатија, која е последица на дијабетот, во тој случај не само што не сакаме да биде кандидат за лазерска корекција, туку имаме цел да го лекуваме пациентот за тоа што го има, а не за болеста на окото. А не да одиме на елективна процедура или процедура која е козметска, односно зависи од потребите, желбата на пациентот. Него одиме кон медицински индицирана процедура, тоа е инекции, некој лазер на ретина, нешто што треба да излекува примарната болест. Па потоа, вие не дека не сте кандидат, можеме да правиме и лазерска корекција на диоптрија. Тоа не е проблем, ама дај прво да го решиме ова на вистина која ти влијае на видот. Не е тоа, не е слабиот вид резултат на диоптријата во таа ситуација, слаб е на нешто друго. Друга е причината. Да. Така што далеку посериозно. Да, ако ние имаме лице со дијабет која има добра контрола на гликемија, има здрава ретина, се е во ред, лазерска корекција можеме да направиме. Тоа исто лице може за 10 години да развие дијабетична ретинопатија и ќе ја лекуваме тогаш неа. Претходнава процедура не ни пречи воопшто во тоа. Така да тие не се косат, меѓутоа требаме прво да направиме преглед и затоа прегледот за лазерска корекција на диоптрија е толку детален, викаме најдетален преглед. Всушност се обидуваме не само да откриеме постоечки болести, туку и да откриеме потенцијал за развој на некои болести на време пред да се развие. А дали лазерска корекција на видот може да го реши проблемот и со старечката далековидост? Па технички може, ама не е тоа идејата. Например, ако вие имате 0 диоптрија за далеку, добро, и имате +1 за читање. Кога ние би го решиле тоа 1 за читање, постоперативно вие би гледале супер над блиску и не би гледале на далеку и само еден проблем сме го претвориле во друг. Значи, во тој случај тој пациент не е кандидат за тоа, не дека не можеме, ама не е кандидат. Тоа е глупаво, може подобро е да ние имплантираме леки со кои што пациентот ќе гледа и надалеку и на блиску, плюс тоа нема да добие ни катаракта кога ќе биде повозрасен, зашто сме му ја замениле неговата леќа и тука сме финално направиле комплетно решение. Да. Уште една дилема ќе ни разјасните, која што е врзана со астигматизмот и вели: со лазерот се отстранува само диоптерот, но не и цилиндерот, односно астигматизмот. Да. И тоа е мит, заблуда. Во почетокот спомнавме и цилиндерот е диоптрија. Да, го разјаснивте тоа на самиот почеток. Ако рожницата, оној предниот дел на окото напред како прозорец, не е баш од топка исечок, туку е елипсовиден и личи како рагби топка, тој пациент има цилиндер. Затоа што му е долгнавеста. Не е тоа вака видливо со голо око, но на мерките, на апаратите е долгнавеста. И сега ние, кога правиме лазерска корекција на диоптрија, на таа централна зона која сме решиле да ја ремоделираме, дали коригираме минус, плюс или астигматизам, на лазерот му е сеедно. Значи, тој ќе направи идеална топка, онака како што ни е програмот, односно како што сме му задале. И централниот дел во видното поле на пациентот ќе биде идеална топка и ќе нема астигматизам. Тоа е многу захвална метода за третман на астигматизам. А постојат ли различни видови на лазерска интервенција за елиминација на диоптерот? Постојат кај нас. Ги правиме двете главни методи. Тоа е LASIK методата и ПРК методата. Која е разликата? LASIK методата се прави така што на рожницата, кога гледаме се од озгора, прво правиме еден како флеп со едно специјално инструментче, правиме еден како
флеп исечок од рожницата дебел 100 микрони, многу тенок, кој што го отвараме. Добро. И потоа во внатрешниот дел на самата рожница, во незината структура, ја ремоделираме, ја переме и го враќаме ова што сме го отвориле да зарасне. Со тоа, пациентот кој што денеска се оперира, утре, веќе бидејќи ова треба да зарасне првично главно поработна тој исечок, зараснува многу брзо. И пациентот утре едента гледа добро, нема никакво непријатно чувство на очите и е многу среќен и задоволен. ПРК методата нема исечок таков, него директно на површината се бруси диоптријата. Кога ќе завршиме со операција, имаме една површина која има на некој начин како рана од озгора, тоа не е крвава рана, ама тоа е една површина соголена со ласерот, на која што ставаме контактна леќа заштитна, меѓутоа ја чекаме да зарасне. Оваа метода е добра затоа што е понекогаш поштедна, не одиме подлабоко. Па пациентот ако дебелината негова на рожницата примерно е помала, потенка е, тогаш оваа метода е подобра. Штедиме, велиме, значи во зависност од дебелината на рожницата во бирате која метода ќе или дали има примените. некои неправилности на површината. И тогаш таа метода за пациентот е полоша, затоа што полоша не е она трајно полоша, него првата фаза пациентот утредента кога доаѓа му солзат очите, го гребат, има чувство на песок, му смета светлина, не му е пријатно. Веќе за 3-4 дена рожницата зараснува, ја вадиме леќата и понатаму резултатите се исти. Значи само што опоравакот трае неколку дена повеќе и е непријатен во таа прва фаза, во вторава метода, но таа има и свој предности, а тоа е дека е попоштедна и, например, кај одредени пациенти не би можеле со првата метода да одиме на корекција на диоптрија, а со втората би можеле и би му помогнале. Уште една дилема ќе разјасните. Може. Таа гласи: ласирската корекција на диоптрија е операција и се прави во операциона сала. Се прави во операциона сала? Да. Операција е? Па, сега, тоа дали е дина? Да, тоа е операција. Ние ја викаме процедура. Меѓутоа, тоа е операција и се прави во операциона сала. Тоа не е она голема операциона сала кај што истата кај што се оперираат катаракти, ама кај нас салите ги исполнуваат истите услови. Во смисол операционата сала што е посебно во нејза, секоја операциона сала е особено чиста, има посебни вентили, вентилацијата е посебна во некоја една насока и така. И ние сме облечени како за операциона сала. И сега, ние во салите ги поштуваме протоколите еднакво во двете сали за да задржиме на хигиената. Она што не е салско е да речеме во смисол дека малце е покомфорно пациентот кога влегува, он е во својата гардероба облечен, не е во пиџами, па само може да е покриено дозгора со уште една наметка. Секако има капа и папучи наши, значи може да влезе така, да речеме, во тој смисол да не е еднаква како големата права хирушка сала. Меѓутоа тоа е операција и трае 15 на минути. 15 на минути сина се? Да. Каква анестезија се употребува? Локална во окото? Локална анестезија во форма на капки. И анестетикот кој ќе го добие пациентот, му го переме окото со јод, потоа за да го дезинфицираме, да го измиеме. И потоа пациентот всушност не чувствува нелагодно, он чувствува нежни допири на површината на окото, но ништо нелагодно да го иритира или тера да сака да трепне, стисне и така натаму. Уште една дилема. Една ред за разрешување која што гласи: ласирската корекција на диоптрија боли. Болна Не боли. Не. Воопшто? Воопшто. Откако ќе помине дејството на анестетикот, само при вториот зафат може да чувствува непријатност. Така како што споменавте, пецкање. Перка, да, може да чувствува непријатност, не може, него ќе чувствува непријатност кај перка. Самата интервенција не боли. Во ова втората метода, тоа единствено тие неколку дена има чувство како да го чешат како песок во очите пациентот. И не е пријатно, да. Али тоа се 2-3 дена и е далеку од тоа дека е сега болно неиздржливо. Кога ќе станат после интервенцијата
веднаш им е подобрен видот? Колку време треба за да се почувствуваат вистинските резултати? Со ласик методата, значи не, со двете методи они во истиот момент кога ќе станат од креветот кај нас имаме ни 1 сат. И ги прашуваме колку е часот и така. Тој ден они гледаат истиот ден веднаш, ама гледаат како мокро, како низ вода. Веќе утредента на првата контрола ги поставуваме пред таблата за гледање, каде што сме го правеле прегледот за да видиме дека всушност гледаат онака како што сме се договориле пред операцијата. Така што видот доаѓа веќе утредента. Во првите 2-3 дена он ќе биде веќе и постабилен. Значи што е тоа стабилен? Кога чита пациентот првиот ден и чита на пример бројки 4, 7, 5 и се вика не гледам и му викаме трепни, кога ќе трепне 2-3 пати, пак продолжува да чита зашто солзниот филм не е стабилен и како што се распаѓа солзниот филм по субо е окото, така и видот или не гледам, ама кога ќе трепне 2-3 пати пак прогледува. Всушност тоа се средува за неколку дена за да имам малку постабилна слика. А има ли некакви ограничувања во периодот на закрепнување? Например, смеат ли да го мијат лицето? Да, првите... Да готват и да бидат над шпоретот од кој што излегува пареа, ако има некој тенџер и слично. Да, во првите денови ние правиме ограничувања додека не сме сигурни дека убаво е зарасната рожницата. И тие се првите 4-5 дена. Кај што велиме можете да прошетате, само земете ги капките со вас, не заборавајте да ги ставате. Немојте да го миете лицето со вода, бидејќи не сме сигурни водата дали е чиста, дали е питка, не знаеме кој од каде доаѓа, не живеат сите во стан и урбана средина, така да во тој контекст заради тоа сме малку несигурни. И внимавајте, тогаш ги им забрануваме секакви спортски активности и слично, не заради друго, туку да не се повредат, поинаку гледаат, малку треба да се навикнат на да гледаат без помагало и во таа насока имаме забрани. И сега, интересно е дека кај нас забраните, например, кога излегуваат од салата за лазерска корекција, ги дочекува нашата сестра која е обучена да им направи едно предавање за како правилно се ставаат капки, што смеат, што не смеат да прават. Тоа го добиваат од неа на лист напишан и плюс капките во кесичка за дома, да не одат по аптеки. Ние на прегледот, докторот кога разговара, ги најавува ограничувањата. И всушност ограничувањата од докторот се во траење од прилика 1 недела. Сестрата дава ограничувања кои се во траење од 1 месец. Разликата е голема, не дека ние не сме координирани. Значи, секој пациент има некоја своја приказна и затоа му даваме простор да он се најде меѓу таа 1 недела и тоа 1 месец. Значи, работата е дека зависно стварно што работите, кое ви е хоби, како ви функционирате, како спиете во крајот. Значи, некои луѓе баш спијат агресивно во перницата со главата, јастукот го гушка. Што во такова ситуација? Многу спијат на таков начин и не се менува начинот на заспивање. Ние секогаш им велиме, значи првите денови спите на грб, малце на страна, значи не се заривајте во јастукот. Затоа што се уште тој флепот што е треба убаво да зарасне, може да се згужва. Не е ни проблем ако се згужва, ќе го изравниме, ама ќе се ресетира опоравувањето. И затоа ние на сите тие работи обрнуваме внимание и на прегледот и сестрата уште еднаш кога ги прераскажува со малку подолг рок на задршка од ограничување и потоа пациентот некако всушност за некои дилеми кога има пациентот ќе пише порака. Дали смеам докторка еве втора недела ми е со тошак да одам? Да, можеш. Значи тука веќе поиндивидуално ги тераме ограничувањата. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Почитувани, добре дојдени се вашите прашања, дилеми на темата на која што зборуваме. Доколку некој носи контактни леки, треба ли пред интервенцијата да не ги носи? Да. Ние кога закажува пациентот интервенција на телефон, кол центарот кај нас е обучен да му даде упатства. Ако носи меки леки, да не ги носи најмалку 3 дена пред прегледот, а ако носи тврди леки, во принцип треба барем 7 дена. Правилно би било да не се носат онолку денови колку што години носите тврди леки. Например, ќе дојде пациент 15 години носи тврди леки. Значи 15 дена пред прегледот не би требало да ги користи. Меѓутоа ние велиме универзално нека биде 7. Добре. На прегледот ќе утврдиме дали тој е кандидат или не, а ако е, тогаш
тоа што леќата го направила како деформитет, кој треба малку подолго да остане без леки за да го проследиме, накнадно ќе го оставиме пациентот без леки, со идеја заедничка дека понатаму би се оперирал, но дека ќе дојде на уште еден полупреглед, односно да уште еднаш ги видиме параметрите кои ни биле спорни. Пред да преминеме на прегледот кој што е детален и обемен, да го вклучиме гледачот кој што очекува да постави прашање во денешната Телма амбуланта. Двајца гледачи биле, ќе ги слушнеме прашањата едно по друга, потоа докторката ќе ги одговори. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и водителката. Благодарам. Едно прашање до докторката. Јас имам суви очи, и то многу суви очи, а и катаракта во поодминато време. Сега, каква е постапката? Дали се лекува то суво око, па да се оди на операција, или може и директно на операција? Добро, ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во емисија, да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Ало. Во програма сте, повелете. Јас сум во програма. Да, вие сте, со вас разговарам, повелете. Да, видете, имам едно прашање за докторката. Јас имам глауком, а истовремено имам и катаракта. Меѓутоа, сакам да поставам прашање, дали може да се оперирам од катаракта, пошто пијам средство, апчиња за разведување на крвта. Добро, ви благодарам и вам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, докторке, да почнеме со првото прашање, сувото око и катарактата. Многу убаво прашање, многу реално, затоа што операцијата на катаракта во денешно време е многу едноставна метода, во која што низ мали резови од 2 мм се влегува во окото, со сондичка една се шмукува природната леќа која е заматерна од катаракта, таа се дроби и така и ситната се шмукува, и потоа низ исто такво мало резче од 2 мм, како палачинка замотана се пикнува нова леќа која внатре се отвара. Меѓутоа, секогаш како резултат на операција на катаракта имаме одредена време, одредена сувост на очите. Тоа време може да трае месец, може да трае 3 месеци. Пациентите често се жалат дека очите им солзат после операцијата. Солзењето е главен симптом на сувост. На суво око, што е малку чудно. Зашто? Затоа што солзите во својот состав содржат многу вода, ама исто така содржат и масно, липиди, масно и слуз. И кога сакаме од сувост да создадеме многу солзи нагло, брзо, не можеме да создадеме така масни солзи слузави, него само водени. Исто како кога се плачеме или кромит кога се доаѓа во контакт со мирисот. И во тој смисол, таа рефлексна секреција е водена и она течат и за џабе ни е окото мокро, кога сите солзи одат надвор, нема што да ги задржи на површината. Така што, на господјата прашањето е многу убаво. Операцијата на катаракта, она дефинитивно малку ќе ја влоши сувоста. И е добро што господјата се информира за да ја третира сувоста пред операцијата на катаракта. Сувоста на очите се третира со различни видови на вештачки солзи. Имаме на пазарот исто така и гелови присутни. Но исто така понекогаш, ако таа сувост долго трае, треба да се додаде некаков кортикостероид или антивоспалителен лек во окото, кој што ќе ја смали воспалението, бидејќи често пати со хронична сувост оди и воспаление и не може да се третира само со лубриканти. Така што, супер, треба да почне да се третира сувоста и од прилика месец, 2 месеци после третманот да се јави на операција на катаракта, што побрзо, зашто рече дека има во подмината фаза катаракта, колку е постара, позрела катарактата, толку на операторот му е потешко. А што е со следната гледачка која што имаше глауком и катаракта? Катарактата и прито примаше некои лекови. Антикоагуланци. Катарактата е бескрвна операција. Антикоагуланците генерално не сметаат, ама пациентите што примаат антикоагуланси, они имаат често други болести, проблеми со циркулација, со крвните садови, атеросклеротски промени и сепак е ризично да се влезе на операција баш така неспремно. Треба да се направат анализи на крвта, дали е крвта во една нормално коагулабилно состојба и евентуално антикоагулансите да се заменат со антикоагуланси кои што се како подготовка пред оперативен зафат. И тоа знаат вообичаено матичните лекари, интернистите, да ни го спремат пациентот пред операција. И пациентот лесно ќе помине на катарактата, после кој што утредента ќе си се врати на регуларната терапија.
Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден за гледачот. Да го слушнеме прашањето. Дали се уште на линија? Еве уште една шанса. Не. Во ред. Ке пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Со доктор Фанка Гилевска, специјалист офталмолог во Систина офталмологија, денеска зборуваме за ласерската корекција на видот. Доктор, ќе имаме гледач на линија, ќе му дадеме предност да го постави прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се извинувам. Прво поздрав до вас и во вашата емисија и до докторката. Благодарам. Имаме еден братичет кој имаше незгода. Незгода така надокато е сошиен и изместено му е јаболкото, тоа се тоа како се вика стручно. И мора да се сврти на страна па да гледа право, има поместување на самото око. Дали може да се направи корекцијата до кај вас да се дојде? Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. После повреда може да се структурите на орбитата изместени и тоа треба убаво да се види. Постојат методи во кои што се ставаат одредени мрежички како да се позиционира очното јаболко, ако оно пропаѓа. Оно најчесто пропаѓа при фрактури со топче, кога имаме удар на око, па имаме кршење на долниот зид према синусот, па окото пропаѓа према доле и се прави релативно лесна операција во долниот дел на окото, под него се поставува мрежичка како лежиште. Меѓутоа, ако при таа повреда настанало кинење на мускули внатре, па затоа окото е во некој смер свртено, а не поместено, тогаш треба да се види дали може да се најде тој мускул пак да се зашие назад, али станува збор за многу комплексна ситуација. Таа се гледа вообичаено и заеднички офталмолог, може да го гледа заедно со оториноларинголог или максилофацијален хирург, пошто станува збор за повреда која повеќе регии, повеќе структури опфаќа. Каков преглед е потребно да се направи пред да се изведе ласерската корекција на видот? Дали е обемен? Колку време трае? Ние тој преглед, посебно име имаме, се вика преглед за ласерска корекција на диоптрија. Некојаш го префрламе од таков во преглед за мултифокални леки. И така, значи како циљани прегледи имаме. Прегледот за ласерска корекција на диоптрија трае вкупно околу 2 часа. Секој 2 часа? Да, дел од него ни е важен. А 15 минути е зафатот. Операцијата, многу се спремам. Првиот дел на прегледот, прво пациентот чита за ласерската корекција на диоптрија. Пуно пациенти доаѓаат спремни. Веќе имаат информација каква операција и тоа и се. Меѓутоа, ние имаме еден информативен дел во кој што сакаме да го запознаеме пациентот што е она за кој што он е дојде. И тоа е фер, да има некаква информација пред знаење, зашто полесно ќе разговараме и внатре во ординацијата. Тоа го чита пациентот како една информација за операцијата и пополнува еден прашалник за неговото општо здравје, здравјето на неговата фамилија, користење на лекови, некакви претходни болести, дали имал тешки и слично. Тоа е прашалник од една страна, кој што на докторот му треба вака да го погледне и да види од прилика дали има докторот дополнителни прашања на темата. Например, пациенти кои имаат хронични болести на очите, пациенти кои имале некои тешки инфекции на очите, од херпес инфекција, например. Се пациенти на кои особено мора да внимаваме пред да продолжиме со прегледот понатака, да видиме во целата идеја за ласерска корекција каде сме. Или пациенти кои во фамилија имале некои болести од значење, например кератоконус. Тоа е болест која што не е многу честа, меѓутоа оди во фамилија и ни е битно ако него сестрата на пациентот имала кератоконус, а тој е дојден за ласерска корекција на диоптрија. Откако ќе завршиме со тој дел и на информации, приказната анамнезата на пациентот, почнуваме со прегледот. Прегледот се состои од определување на видната острина. Ние имаме апарати на кои мериме диоптрија и секогаш ја проверуваме рачно таа диоптрија за субјективно на пациентот како му е најдобро. Мериме очен притисок. Ја гледаме сувоста на окото со неколку тестови, го гледаме предниот дел на окото како изгледа, значи клинички под микроскоп и правиме корнеална топографија. Топографија е мапа, релјефна карта на рожницата. Што зборевме? Како е дебела,
колку е закривена, солзниот филм со каков квалитет се покажува на тие мапи, дали од внатре има некој потенцијал да се деформира таа рожница. Зашто ако имате рожница која е навидум здрава, ама има потенцијал да се деформира, тогаш ние можеме да ја истенчиме со лазерска корекција и она да почне да се деформира. Така што тие работи ни се многу важни. Кога ќе завршиме со предниот дел од окото, капаме капки да се шират зениците, пациентот седи 20 минути, пола сат во чекална, и на расширена зеница го гледаме очното дно, ретината и према потреба правиме снимање ОЦТ, значи оптичка кохерентна томографија на нервот, макулата, значи дополнителни анализи. И тоа е тоа во принцип. Кога ќе завршиме се комплет, имаме крајна фаза на разговор. Тој разговор трае долго, затоа што тука не само дали сте кандидати или не сте, што го одговараме прашањето, туку одговараме и на тоа дали е вашето око здраво или не, дали имаме болести кои ни претат како опасност, без разлика дали би правиле операција или не, на што треба да внимаваме, и на крај, ако пациентот се реши за операција и ја го тераме разговорот во таа насока, тогаш целата оперативна процедура ја објаснуваме за кога ќе дојде на операција да биде спремен. Значи да биде спремен и да знае чекор пред докторот точно све што го очекува. И тие пациенти се најдобри. Двајца гледачи ќе постават прашање. Се надевам дека ќе има прашање на темата на која што говориме денеска. Добар ден. Ало? Повелете. Дали сум јас Да, во програма сте. Ве слушаме, повелете. Сакам да поставам прашање до докторката. Така? Имам направена операција на двете очи од катаракта. Добро. Со десното око и со наочари и без наочари гледам замаглено. Значи на 10 метри регистарска таблица не можам да прочитам. Значи со десното око. А со левото око со видно поле направено, видното поле ми е намалено, значи после операција едноставно левата страна ми е темна. И горе и доле, значи гледам како низ една линија со левото око. Дали има можности со лазер да се коригира тоа? Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Ќе слушнеме уште еден гледач, уште едно прашање од гледач. Добар ден. Јас сум. Да, ве слушаме. Вие сте, повелете да го слушнеме прашањето. Прашањето е, направив операција во Гетеборг, во Шведска, на двете очи. Не можев да гледам далеку кога возам. Добро. Сега гледам добро далеку кога возам, али не гледам близу. Дали постоje леќа можност да се коригира видот и далеку и од близко? Добро. Аналогно како телефонските камери на мобилниот. Толку се адаптираат што перфектно гледаме. Добро, да немате никој само под прашање. Докторке, се во ред, ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Значи, на првиот гледач, значи, кога имаме катаракта, која што е оперирана, ако леќата која што сме ја замениле е чиста, нова, а пациентот не гледа, како на десното око кај пациентот, тогаш треба да видиме дали има некакво секундарно, викаме, заматување на таа леќа или имаме проблем на ретината. Значи мора да се види внатре, да се направи овај ОЦТ што го спомнавме. Тој преглед. Да, бидејќи пациентите кои имаат катаракта се генерално повозрасни и тие имаат ризик на таа возраст како за катаракта, така и за појава на сенилна макуларна дегенерација. Тоа е болест на макулата која е за истата возрастна група карактеристична и често оди комбинирано. Пациентот сме имале супер успешна операција на катаракта, но се уште не гледа поради овој вториот проблем. И треба да се лекуваат двете посебно. Среќа, катарактата е операција најубава за нас, затоа што денеска сте оперирате и веќе немате катаракта и завршивме со тоа трајно. Додека некои други болести како сенилната макуларна дегенерација треба подолго време да прима инекции во око. Меѓутоа тоа треба да се види. А другото око? А другото око има некаква промени во видното поле. Тоа видно поле треба да се спореди со десново око, на кое му е поматно, и на него да се направи видно поле и да се види дали е невролошки проблем, значи со некои микроинфаркти и слично може да направат проблеми во видното поле, или пациентот има глауком кој не е откриен со малку покачен очен притисок,
но долги години не третиран, кој исто така може да даде тунелски вид, вели затворено ми од страна, горе, долу, гледам само. Така да и тоа мора да се види, но дефинитивно на пациентот му треба преглед. Детален преглед. А пациентот што е опериран во Гетеборг, значи тоа е правена лазерска корекција, еве супер, до денес пациентот вози без проблем одлично, светол пример за тоа како се завршуваат успешните операции, меѓутоа сега се во проблем со близината. Близината, за жал, не ја третираме со лазерска докорекција. Туку без разлика што е опериран на очите со лазерска корекција на диоптрија, правиме понатаму и имплантација на леки. Најчесто тие пациенти веќе полека имаат и катаракта и на тој начин ние со замена на природната леќа, со вештачка леќа, ја коригираме и далечината и близината, далечината му ја оставаме каква што е, ама му добива уште еден квалитет, а тоа е близината. Последен крик на технолошки во офталмологијата се леките кои што се само моделираат внатре, па на тој начин преку малку по-близу до природниот механизам, пациентите успеваат да гледаат далеку и блиско, меѓутоа тие се уште се во фаза на експерименти, за жал чекаме да пристигне. Така, но науката оди напред. Да, оди напред и се надеваме. Да, е една одлична вест. Да слушнеме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало. Ве слушаме, во програма сте. Јас сум правена операција пред 6 месеци. Така. На левото око. Добро. И сега воопшто мислам така не ми е бистро окото. Како да имам мрежа така како Каква операција? Тоа сакав да прашам, каква операција правевте? Катаракта. За катаракта, но и покрај тоа се уште не можете да гледате добро на тоа око и после неколку месеци. Не, гледам за гледање, ама како да имам мрежа вака на окото. Како мрежа. Добро. И сега ви интересира што понатаму. Ви благодарам за вклучувањето. Певна контрола ми вика се е во ред, а мене не ми е добро. Ми доаѓа како со рака вака да тргнам нешто за да како да има некаква пречка пред окото. Во ред. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Кога пациентот гледа пречка, генерално мора и докторот да може да ја види на прегледот. Значи ние кога гледаме од предниот дел према внатре во окото, ги гледаме како викаме ние оптички медии, гледаме леќата што сме ја вградиле стаклестото тело и ако тие се бистри и можеме да ја видиме ретината убаво и пациентот би требал да гледа добро. Така што јас стварно верувам дека кај пациентката има некаков проблем, чим таа гледа како низ мрежа. Најчест проблем после операција на катаракта е тоа што вештачката леќа кога се вметнува во окото, она, значи, леќата наша природна одозгора кога гледаме, она е вака како биконвексна леќа. Горниот дел е мембраната, тоа има капсула, околу неа е капсула. Го сечаме горниот дел во операција, го сечаме, тоа е ствари со една пинцета го тргаме, внатре се оперира катарактата и во таа иста капсула се вметнува вештачка леќа. Ако задната мембрана и вештачката леќа не се стиснато прилегнати една на друга, тогаш на мембранава се ствараат едни како клетки од катаракта и тоа се вика секундарна катаракта. И се ем си оперирал катаракта, имаш секундарна катаракта, всушност имаш едно заматување, имате на задната капсула и тоа се третира на лазер еден во болница кој што е значи амбулантски на исто на микроскоп, ќе се седнете, лазерот трае 3 минути и кога ќе стане пациентот веднаш гледа подобро. Значи му ја нема таа мембраната сме ја тргнале со лазер. Така да тоа е најчестата причина. Секако треба да се видат и другите, меѓутоа мора на преглед, така, мора да се има направи нешто. Не уште може еден преглед што има ваков проблем, треба да се побара причината за тоа. Ајде да разјасниме уште една дилема која што гласи: по лазерската корекција на диоптрија, диоптријата се враќа. Може да се врати диоптријата со текот на годините, еве, успешна операцијата, но старечката далековидост да ни создаде проблем. Тоа не е враќање всушност, па не се враќа. Туку имаме како пациентот појава на нова диоптрија. Тој пациент да не се оперирал, ќе имал една диоптрија за далеку, а сега нова, друга, различна за близу. Бидејќи се оперирал, нова е само за близу диоптријата. Но за далеку може да се добие понатаму нова диоптрија? За далеку може да се добие ако не престанала да расте. Значи може покрај интервенцијата да продолжи корекција не го спречува растот на окото. Она коригираме и ние затоа во
Тој првиот дел на прегледот разговараме дали ви е стабилна очилата кои ги носите, од кога се, а предходните беа ли послаби или појаки. Значи да видиме имате ли документи, каква би била лани диоптријата, да видиме од предходни рецепти, ливчиња, се што имате. На тој начин да видиме дали станува збор за еден пациент кој престанала со растење диоптријата или се уште расте. Тоа не зависи од возраста секогаш, зависи од навиките на пациентот, колку гледа наблизу, од неговата генетска структура, може би окото се уште не престанало да расте. Воедно ја разјаснивте и нашата следна дилема, дали по лазерската корекција на диоптрија повеќе никогаш нема да ни требаат очила. Ќе ни требаат после 45-та година најверојатно. За близу. За читање, да. И уште една. Имаме дилема за денеска. Лазерската корекција на диоптрија е ризична, многу ризична. Од неа може да се изгуби видот, односно да се ослепи. Може да се ослепи? Не. Денесно време лазерската корекција е толку усовременета. Значи, процентот на компликации кај лазерската корекција на диоптрија е околу 0,3%. Тоа е премал процент. И најголем дел од компликациите се решливи. Например, една компликација е сувото око, кое може пролонгирано да биде суво и добро, ќе биде пролонгирано можеби, и ќе се заврши таа сувост, ќе се истретира со солзи, капки, подолги капати и тоа е тоа. Во тек на операција, ве рековме, легнал пациентот, му се згужвал флепот и тоа е компликација, ама ќе дојде, згужван ти е флепот, си спиел вака, ајде да го израмниме и ќе завршиме и со тоа. Значи, најголем дел од тие компликации се решливи. Имаме компликација од типот на еден вид на стерилен кератит кој се јавува понекогаш, како од почестите, и тој се третира, пошто е стерилен, не е бактериска инфекција или нешто, се третира со додатно капки, гелови, некогаш таблети на пациентот и се пролонгира опоравокот 2-3 дена подолго. Значи, сето тоа е во рамките на некои рамки конечни, кратко е и е решливо. На која возраст обично пациентите што се решаваат за лазерска корекција на диоптерот? Дали се помлади? Имат ли голем диоптер минус, да речеме, или... Пациентите баш не се најчесто на таа возраст од 20 до 40 години, со најубавите минус диоптрија од минус 4, 5, 6. Имаме и пациенти со плюс диоптрија. Често пати големите плюсови на возраст од 40 години ги префрламе од лазерска корекција на диоптрија во идеја за операција со имплантација на леќа, бидејќи мултифокалните леки се покажаа како подобро решение за нив. Пациентите кои имаат поголеми минуси, минус 10, 12, 14, нив ги префрламе кон имплантација на леќа, не мултифокална, него факична леќа. Тоа е една многу елегантна леќа, кај што, како што е контактната леќа, всушност ова е една леќа која само се вметнува внатре во окото, ништо не се вади, минута се вметнува, она внатре се позиционира и завршивме и вие си гледате супер, немате стави, извади леќа, све, а имате коригирано минус 15 диоптри, например. Супер. Така да, и тоа е реверзибилно, значи кога ќе бидете возрастни, добиете катаракта, ќе се извади таа леќа, ќе го решаваме тоа тековно. Така да, тоа е исто решение за овие екстремни диоптри што се, или некои големи цилиндри со кај пациентите. Исто така ни е драго кога на прегледот ќе откриеме дека пациентот има некоја друга болест, но на време сме ја нашле, дали е тоа кератоконус, па предлагаме кросслинкинг метода за зајакнување рожницата, дали е некоја глауком кој бил тлеел во позадина, пациентот немало да го открие уште долго да не дошол на преглед. Имаме и такви ситуации кога веднаш фокусот од лазерска корекција го префрлате на друга страна. На друга, ама нешто реално. И тоа е тоа. Всушност, прегледот е важно да со пациентот се најдеме, да се договориме и на крај ги следиме неговите всушност желби во рамките на она што е здраво. И здраво, така. Да. Ви благодарам за денешното гостување, за деталното и сликовито појаснување на овој лазерски зафат за елиминација на диоптерот. Ви благодарам за поканата, па следниот пат ќе продолжиме со митови и заблуди, се надам. Секако, да разрешите уште низа дилеми. Доктор Фанка Гилевска, специјалист офталмолог од Цистина офталмологија, беше денешна гостинка во Телма амбуланта. Гледајте не секој работен ден во 12:45 на Телма, кога заедно учиме за здравјето. Имајте пријатен ден.